Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани членови на владата на Република Македонија, ми представува вистинско задоволство што имам можноста да ве информирам дека планот за економски раст, составен од низа на мерки за поддршка на економијата, е усогласен и финализиран. Овој нов економски концепт беше на увид на јавноста и достапен за коментари, забелешки и предлози повеќе од 3 месеци. Дебатата беше многу корисна, пошто можам да констатирам дека имаме финален документ, сериозен план за раст во кој се интегрирани прифатените забелешки и предлози на експертите и пошироката јавност. Врз основа на овој документ, владата ќе изработи и предложи законско решение кој ќе го уреди начинот на реализација на овој план на системски начин. Очекуваме тоа да биде завршено до крајот на месец февруари. Така, по донесувањето на завршните сметки од месец март, април, компаниите ќе може да аплицираат за мерките и придобивките од планот. Спроведувањето на планот за економски раст ќе овозможи одржлив развој на економијата. Како што најавивме, од 2018 година започнуваме процес за финансиска стабилизација и развој на економијата, како важни предуслови за подобрување на квалитетот на живот на сите граѓани. За таа цел, со буџетот за 2018 година определивме 3,1 милиарда денари, односно околу 50 милиони евра, за програмата за економски развој на нашата земја. Тоа представува 46% повеќе средства за таа намена во однос на 2017 година. Дополнително, уште 1 милиарда денари се определени за активните мерки за вработување. Со мерките за поддршка и развој на бизнисот и поттикнување на конкурентноста, утврдени во планот за економски раст, планираме да ја раздвижиме економската инвестициона активност. Создаваме здрава економска основа за развој на фирмите, за да бидат конкурентни и на домашниот и на странскиот пазар. Како резултат на тоа, уверени сме дека на проекциите за предвидениот раст на бруто домашниот производ од 3,2% за 2018 година се реални и остварливи. Мерките во планот за економски раст се систематизирани во 3 столба. Гледани во целина, со нив се воведуваат повеќе значајни новини за поддршка на компаниите, што треба да доведат до остварување на зацртаните цели. Прво, воспоставуваме еднакви услови за инвестирање за домашните и странските инвеститори, кои ќе важат еднакво и во тир зоните и надвор од нив. Новите инвестиции, без разлика на земјата на потекло на инвеститорите, се база на планот за економски раст. Сите компании формирани во Република Македонија се македонски компании. Затоа кон нив имаме потполно еднаков пристап. Второ, условите и критериумите за поддршка се транспарентни. Со тоа целосно се отстранети можностите за дискриминаторство, тајно или нефер одлучување. Секој инвеститор со исполнување на основните и други соодветни критериуми самостојно ќе избира пакет на мерки кој што најмногу одговара за неговата инвестиција, со цел најефикасно да ги искористи поволностите и поддршките што му следуваат. Трето, даваме поддршка за зголемување на соработката меѓу домашните и странските компании. Ја поттикнуваме соработката меѓу домашните и странските компании преку 2 паралелни процеси. Преку финансиска поддршка на странските инвеститори за користење полупроизводи и услуги од македонските фирми, а од друга страна, ќе ги јакнеме и капацитетите на домашните компании, за да се развиваат, да ги зголемуваат своите капацитети и да ги достигнат потребните стандарди, за да станат кооперанти на странските компании во државата. Четврто, многу важен фокус на поддршката ставаме на микро, малите и средните предпријатија. Тие се двигатели на економијата и ќе го искористиме потенцијалот што тие го поседуваат. Пето, даваме поддршка за повисоки плати. Ова, меѓу другото, е и план за пораст на платите, како еден од двигателите на економскиот раст. Со покачувањето на минималната плата е направен првиот чекор за отварање на спиралата на пораст на платите,
што гледаме дека веќе почна да се случува. Со планот на економски раст дополнително стимулираме и помагаме исплата на повисоки плати и вработување на високо квалификувана работна сила и кадар. Шесто, отвараме нови работни места. Креираме мерки со кои што државата финансиски ќе им помага на компаниите да отварат нови, подобро платени работни места. Тоа ќе води кон натамошно намалување на стапката на невработеност. Седмо, даваме поддршка и за воспоставување центри за истражување и развој. За прв пат во историјата на Македонија правиме сериозни напори да го поттикнеме развојот на компаниите преку научна истражувачка дејност со државна поддршка за воспоставување на истражувачки центри во рамките на самите компании. Веруваме дека на тој начин нашите компании ќе се развиваат по нови, современи трендови и стандарди, што ќе придонесе кон технолошки развој на стопанството и нови иновации. Осмо, даваме поддршка и за технолошки развој и иновации. Успехот на економските политики ќе се темели и врз технолошки развој и инвестиции. Целта е нашите домашни компании да пременуваат современи и модерни технологии и знаења за да станат компетативни и да освојуваат странски пазари. Девето, пораст на конкурентноста. Создаваме предвидлива економска клима со која што Македонија забрзано фаќа чекор со технолошки развиените земји. Целта е да им се придружиме на развиените држави во користење на нови технологии, во лансирање на нови производи и услуги, да учиме од успешните, нашите компании да ја зголемуваат својата конкурентност во регионот, во Европа и во светот. Почитувани граѓани, Македонија има потенцијал, има политичка волја, има знаење и ресурси да биде сериозен генератор и на домашниот, но и на регионалниот економски развој. Создаваме мостови на пријателство со нашите соседи и работиме на зголемување на економската соработка. Тоа представува наша заедничка цел и работиме во тој правец. Затоа, почитувани граѓани, потенцијални инвеститори, преземете чекор, охрабрете се, реализирајте ја вашата идеја и бизнис план. Вашата земја, преку вашата влада, ќе ве следи и помага. Директна поддршка ќе добиете сите. Ќе бидеме ваш партнер. Одлична е 2019 година за храбри одлуки. Почитувани, паралелно со мерките од планот за економски раст, владата работи и на следните значајни активности. Поголема реализација на капиталните инвестиции. Работиме на унапредување на инфраструктурата, патна, железничка и енергетска. Инфраструктурните вложувања ќе се вратат со многу голема придобивка за бизнис заедницата и за граѓаните. Ќе инвестираме и во училишта, болници, во нови водоводи и канализации, во депонии и прочистителни станици за води. Покрај тоа, владата подготви и сеопфатна програма за подобрување на опкружувањето во деловното работење. Македонија ќе се препознава како пријателска земја за бизнис, во што значаен придонес ќе имаат и мерките за прилагодување на образовниот процес и на програмите на факултетите кон потребите и барањата на стопанството. Со планот за економски раст ќе развиваме економија која што се создава на здрави основи, а придобивките од тој економски раст ќе бидат достапни за сите. Економски раст за граѓаните, економски раст за стопанството, економски раст за Република Македонија. Сега му давам збор на заменик председателот на владата, задолжен за економски прашања и координација на економските ресори, Кочо Енгјушев, да презентира повеќе детали за најважните мерки од планот за економски раст.